Студио 10 го заокружуваме со интервјуто со Марко Бислимовски, кој што е во Атина на скајповска линија. Разговаравме со него пред да влезе на сесијата. Апропо се оно што го имаме како информација, дека веќе од нова година добиваме и поскапа струја, значи зголемување на цената на електричната енергија. Според информациите на телевизија 24, електрари на Северна Македонија го изработиле, доставиле до владата планот за производство за 2022, но и финансискиот план. Граѓаните се поизвестно е дека од следната година ќе плаќаат повисоки сметки за струја. Тоа не го демонтираше ниту Бислимовски со кого разговаравме, но се уште чека да ги види бројките, се оно што се случува со тендерите, дали Македонија се шлепа условно кажано на европска енергетска криза, бидејќи не е проблемот во тоа дали има или нема струја. Струја има, меѓутоа таа е многу скапа. Проблемот е во ниското производство кое што го има Македонија. Ако го велам струја има во Европа и во регионот, да, таа ја има, меѓутоа е многу скапа, стигнува и до 200-250 евра. Сега, доколку ние имавме зголемено производство на електрична енергија, веројатно и немаше да дојде до зголемување или ќе видиме колкава ќе биде зголемувањето на цената на струјата, бидејќи е известно. Со интервјуто со Марко Бислимовски, кој што е реизбран за Европскиот борд на регулатори, го заокружуваме ова издание на Студио 10. Почитувани, ви благодарам што не гледавте. Бидете со нас и утре во истиот термин и не заборавајте да гледате вести во 12 часот. Разговараме со првиот човек на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, Марко Бислимовски, директно од Атина. Гостин во Студио 10. Господин Бислимовски, добре дојдовте во Студио 10. Добре ве најдом и благодарам за поканата. Честитки за реизборот за претседател на одборот на регулатори. Претпоставувам голема чест за вас, меѓутоа во исклучителни тешки околности кога станува збор за енергетиката, бидејќи Европа е во енергетска криза, дополнително и Македонија е во кризна состојба кога е во прашање енергетиката. Апсолутно се согласувам со вас. Представува огромна чест и задоволство по втор пат да бидам избран за председател на регулаторниот одбор на енергетската заедница. Особено е битно што во еден период кој што ќе биде исполнет со предизвици, ќе го представувам овој борд во кој што учествуваат 9 земји, но како и секогаш ние не бегаме од одговорноста и не бараме алиби, ќе се прифатиме со сите предизвици кои што ни предстојат, не само во нашата земја, туку на денешниот состанок со сите регулаторни тела од регионот, вклучувајќи ги Украина, Грузија и Молдавија, разговаравме на предизвиците кои што не очекуваат во наредниот период и според она што го чув денеска, речиси во сите земји се соочуваат со истиот проблем, зголемени трошоци во однос на набавка на електрична енергија и исто така зголемени трошоци во однос на набавка на природниот газ. Освен во земјите членки на Европската Унија, каде што веќе почнува и за крајните потрошувачи, особено за домаќинствата да расте цената на електрична енергија, во овој дел од Европа, каде се уште не се започнати, веќе во некои земји се доставени барања за зголемување на цените, а исто така тоа не очекува и нас во наредниот период по завршувањето на тендерите кои што ги организираат МЕПСО, Електродистрибуција и Ева на Хоум, па понатака врз основа на тоа што ќе го добиеме како податоци, веднаш ќе ги споделиме и ќе информираме јавноста со цел овој процес да биде транспарентно воден и да знаат и граѓаните и вие медиумите која е реалната ситуација во однос на цените на електрична енергија и на природниот газ на пазарот во Македонија, но и на пазарот во Европа. Ако добро сватив, од нова година Македонија и граѓаните домаќинства да ќе добијат нова цена на струјата, повисока. Некои информации се дека се споменуваат
дел од компаниите кои што веќе доставиле трошоци, не знам дали ги имаат доставено до вас. Електраи на Северна Македонија, ако се не лошам, бараат покачување за 20%, и кои се информациите што не очекува по нова година? Значи, официјално ништо не е доставено до нас за одобрување, како барање за промена на цена. Евана Хоум го распиша тендерот за набавка на електрична енергија, во кој што треба да учествува ЕСМ. Ќе видиме во колкав процент од потребите на домаќинствата ќе ги обезбеди ЕСМ и цената која што ќе ја понуди, инаку тоа ние не го определуваме која цена ќе ја понуди, која цена ќе ја понудат електрани на Северна Македонија, туку тоа е одлука на самата компанија, се разбира по одредено одобрување од страна на владата. Можеме ли да констатираме дека ќе дојде до покачување на струјата? Значи има сериозни притисоци, пред се од надворешно влијание, кое што не е само во нашата земја, врз кои што ќе влијаат на можност големување на цената на електричната енергија, бидејќи набавката на загубите на електрична енергија во текот на 2021 во првата половина се правеше по цена од околу меѓу 55 и 60 евра за мегават час. Оние податоци кои што ги имаме токму денешниот ден е дека цената на берзата на Купекс е некаде околу 230 до 250 евра за мегават час во зависност од пазарниот продукт. Со оглед на фактот што рековте дека постои сериозен притисок, се обидуваме ли некако да пливаме ние во однос на оно што се нарекува енергетска криза, бидејќи енергетска криза во Европа и оно што се случува кај нас дома е некако сосема различно. Во која смисла? Во смисла на тоа што имаме тотално и комплетно пострлање на домашното производство. Значи, во Европа во најголем дел се соочува со енергетска криза во однос на драстично зголемени цени и на електрична енергија и на природен газ. Додека кај нас, се согласувам со вашата констатација, покрај зголемените цени на електрична енергија, кој што е факт и кој што не може да се скрие, имаме проблеми и со домашното производство на електрична енергија, и тоа сериозно влијае пред се во делот на обезбедување на електрична енергија за регулираниот пазар, односно во најголем дел таму ни се домаќинствата. Инаку во однос на намаленото производство на електрична енергија, Регулаторната комисија за енергетика тоа го нотираше и во својот годишен извештај за 2020 година, дека во изминатите 10-15 години имаме тренд на намалување на домашното производство на електрична енергија. Значи, работа на која што не можеме да влијаеме во ниту еден случај, тоа е хидрологијата, и во зависност од годините и од хидрологијата имаме различно производство на домашните хидроелектрани, кое што се движи од околу 800 милиони киловат часови па до 2 милиарди киловат часови, но она што е факт е дека производството на електрична енергија во нашите термоелектрани се намалува, и тоа е пред се тој јаглен што е преостанат, кој што ја верувам дека апсолутно како држава ќе мора да го искористиме додека го имаме, е со се послаб и послаб квалитет, и дополнително тој послаб квалитет влијае и на самото производство на електрична енергија, а и со тоа, како што знаете, во изминатиот период се соочувавме и со испади на блоковите пред се во термоелектраната во Битола. И претходно кажував, и сега кажувам, дека сите расположливи домашни производни капацитети, кои што ги имаме како држава, треба да се стават на располагање и да произведуваат електрична енергија, особено ако ги имаме во предвид очекуваните цени во месец јануари и во месец февруари. Така да и најавата дека ќе започне со производство ТЕЦ Неготино е добра, бидејќи цената со која што ќе има ТЕЦ Неготино ќе биде пониска отколку што ќе биде цената на Купекс берзата во јануари или во февруари. Во оној момент кога ќе нема потреба, односно кога производната цена на ТЕЦ Неготино ќе биде помала од цената на
берзата во Хупекс, тогаш нема да не гледам причина за работа на ТЕЦ Неготино. Инаку денеска на овој состанок тука во Атина имаме представници и од Европската комисија, исто така и представници од Агенцијата на европски регулатори, формирана од страна на Европската комисија, и тие во своите излагања навестија дека е можно намалување на цените од моменталните да се случи некаде кон крајот на месец април. Но тоа намалување подразбира од сегашните 230 евра за мегават час, да се намали цената на 110-120 евра за мегават час, што споредено, овие 110-120 евра за мегават час со цените во изминатата година, значи повисока цена од 100%, така да не очекува исклучително тешка година, но во оваа тешка година сите треба да покажеме солидарност. Тоа подразбира и институциите, пред се тука мислам на владата, тоа подразбира солидарност и на компаниите, кои што ги регулира регулаторната комисија за енергетика, со цел да излеземе со што е можно помали негативни ефекти од цела оваа криза која што ја зафати Европа. Ке се обидам да ве замолам да упростиме малку за гледачите кои што не гледаат, што значи ова намалување или зголемување на цената на струјата, како сакате да речете го, например после Нова година. За едно домаќинство, ако има сметка од 1000 денари, колку би било поскапо? Па пред се да ги видиме податоците кои што ќе ги добиеме и со кои цени ќе калкулираат и МЕПСО и електродистрибуција и Евана Хоум, бидејќи во постапка се неколку тендери за набавка на електрична енергија. Ние тоа во соработка со овие компании што го превземаме е да набавуваат месец за месец. Бидејќи доколку сега набават електрична енергија за цела година, набавката ќе биде некаде околу за цела година, значи да се затвори околу 170-180 евра за мегават час, што е за 3 пати поскапо од тоа што сме го имале во првата половина на 2021 година. Така да во оној момент кога ќе ги добиеме податоците кои што ни ги доставиле компаниите, ќе информираме јавноста што сме добиле, а исто така ќе информираме јавноста што планираме ние како регулаторна комисија за енергетика да превземеме за да намалиме можност од сериозни ценовни шокови. Морам да ве прашам, господин Бислимовски, еве ако сакате сега и како прв човек, бидејќи дали сте реизбран кога се во прашање регулаторите, европските регулатори, дали Македонија како држава се закачува, да не употребуваме еден збор, се шлепа практично на она што е европска енергетска криза, бидејќи европска енергетска криза, да објасниме на граѓаните, не значи дека нема струја. Струја има на пазарот, но таа е поскапа. Проблемот кај нас во Македонија е што ние немаме струја. Ние сме секако увозно зависни, меѓутоа со драстично намалено речиси никакво производство. Дали ние се закачуваме сега бегајќи од таа одговорност, да не прифатиме одговорност дека имаме намалено производство на сметка на тоа зголемен увоз, па сега ја користиме европската енергетска криза. Значи струја има, но прашање е колка е цената. А ние немаме производство, а увезуваме. Струја во Европа точно е дека има, цената е висока, значи не е проблем обезбедувањето на електричната енергија или на природниот газ, туку проблем е цената по која што се набавува. И сега проблемот е зашто? Сме увозно зависна земја, некаде првиот увоз на електрична енергија во независна Македонија е направен 2000-2001 година. Тогаш за прв пат почнуваме да увезуваме електрична енергија и некаде како држава се во зависност од хидрологијата во една година се движиме од 25% до 37-8% да сме увозно зависни. Инаку факт е дека оваа криза не би се осетила толку во нашата држава, доколку производството
ние на соодветно ниво. За жал во изминативе 30 години, треба да бидеме искрени и да кажеме, сите живеевме во една, ако можам да кажам, живеевме на една стара слава, кога во 70-тите и во 80-тите години изградивме огромни термокапацитети и во Битола, и во Осломеј, исто така во 78 е направена и термоелектраната во Неготино, и ако анализирате во изминатите 30 години како независна држава, ние што сме направиле? Направивме една хидроелектрана Козјак, ја направивме Света Петка, инаку Козјак има 80 мегавати, Света Петка има 36, направена е ветерна електрана од 36 мегавати и сето останато што е направено од приватни инвеститори, тоа се мали хидроелектрани и фотоволтаични електрани. Инаку, само сакам да кажам еден факт, дека имаме значителни приватни инвестиции во изградба на фотоволтаични електрани, кои што не бараат и не користат никаква поддршка на државата. Тоа и некаде во последниве 3 години се изградени околу 45 мегавати фотоволтаични електрани. Дел се поставени на крови во фабрики, дел се поставени, да речам, на соодветно земјиште. Така да, ние во наредниот период мора исклучително брзо да реагираме со цел да си ја подобриме нашата енергетска независност. Тоа што подразбира? Тоа подразбира изградба на нови производни капацитети, пред се од фотоволтаични електрани, кои што во најкраток можен период може да се направат, но при тоа исто така треба да ги поедноставиме и процедурите кои што се однесуваат на добивање на одобрение за градба при изградба на фотоволтаик и да ги поедноставиме процедурите за да можат домаќинствата колку што можат да се поставуваат фотоволтаици во своите куќи, за да дел од својата потрошувачка енергија да ја задоволат од сопствено производство преку фотоволтаични електрани. Тоа е значи во еден краток период, исклучително, во наредниве 2 години мора да го направиме. Јас верувам дека за наредните 2 години ќе имаме околу меѓу 150 и 200 мегавати нови фотоволтаици. Но понатака, затоа што фотоволтаиците, како и другите обновливи извори, особено ветерните електрани, се малку проблематични од технички аспект во однос на водењето на системот. Треба апсолутно да конечно да се поврземе со новиот грчки интерконектор и да започнуваме блок по блок во Битола јагленот да го заменуваме со природен газ. И при тоа да го користиме јагленот, кој што е во Битола и со исклучително лош квалитет, но да го користиме се додека го имаме како ресурс. Бидејќи е факт дека со замената на јагленот со природниот газ, ние енергетската зависност ќе си ја намалиме. Јагленот си беше наш, тука, домашен, додека природниот газ го немаме и ќе го увезуваме. Така да, постојано и во перспектива ќе бидеме подложни на влијанија на кои што ќе се случуваат и во Европа и во светот. Ние де факто имавме покачување на струјата и последниот пат кога ја коригиравте цената, меѓутоа тоа се ублажи со онаа владина одлука со намалување на данокот на додадена вредност. И веројатно оно што сега не очекува после нова година, тоа ќе биде некој ценовен шок веќе и се случува кога ќе отидете во продавница по прехранбени производи и други производи, веќе се забележува раст, некој ќе ви каже дека имат искриена инфлација, меѓутоа смируваат и Народната банка и сите други надлежни институции, но не се, ние говориме за фотоволтаици, тоа е скапа инвестиција, претпоставувам ќе се сложите за стандард на македонскиот граѓанин, освен за неколкумина. И она што итно треба да го направи државата, не знам како вие ќе издржите на притисокот, што сега ќе направи државата. Ние бевме сведоци на тоа како се зима, се кинеше струја практично од
МЕПС од операторот и веројатно и тоа ќе треба да се плати. А сега имаме, пак ќе споменам, ниско производство, речи се никакво производство на струја. Притисокот ќе расте врз вас. Колку вие ќе успеете да одолеете на оно што се нарекува влада, затоа што на крајот од денот регулаторната комисија за енергетика е независно тело. Значи, ние во тој дел ќе кажеме реално состојбата каква е во однос на цената на електричната енергија. И каква е? Да ги почекаме податоците од тендерите кои што ги имаат МЕПС и електродистрибуција и Евана Хоум и веднаш ќе информираме јавноста што може да очекува во наредниот период. Факт е дека имаме општ раст на цените, имаме раст и на прехранбени производи, имаме раст и на берзански производи, пред се во делот на металната индустрија, и тоа е проблем со кој што се соочува и Македонија и Европа, но се соочуваат и сите земји во светот, и Соединетите Американски држави и Германија веќе објавија дека од 90-та година, оваа година во третиот квартал во 2021 година се соочуваат со најголема инфлација. Значи, јас не сум приврзаник на ценовни шокови и апсолутно тука владата би било добро да ги помогне компаниите кои што се во нејзина собственост. Бидејќи нагло зголемување на цената на електричната енергија ќе подразбира дека ќе се намали и процентот на наплата кој што ќе го има универзалниот снабдувач, а тоа е Евана Хоум. Така да на крајот на денот пак ќе се соберат истите пари, но уште повеќе ќе се заглавиме во долгови и во други проблеми. Така да ова и конечно треба да разбереме дека во енергетскиот сектор ќе мора да се случат нови инвестиции, нема бегање од тоа, затоа што минатата година и МЕПСО ја заврши со загуба, исто така и ЕСМ ја заврши со загуба. Добро, се согласувам дека кај ЕСМ е проблем и ниското производство, но ќе треба овие компании во енергетскиот сектор да ги застанеме на здрави нозе со цел да придонесат и во подобрување на перформансите на нашата економија. Бидејќи ние, доколку имавме сега доволно домашно производство, компаниите кои што веќе се соочуваат со пораст на цената на електричната енергија, бидејќи се излезени на слободниот пазар, делумно ќе можеа да добиваат и поевтина електрична енергија од домашно производство. Така да треба да се насочиме во сериозни инвестиции во енергетскиот сектор. И при тоа сакам да потенцирам дека инвестициите во енергетскиот сектор не се брзи и за тоа е потребно време. Но во делот на фотоволтаиците во изминатите 3-4 години веќе се случија сериозни позитивни поместувања, така и затоа сум оптимист дека во наредните 2 години ќе имаме изградба на помеѓу 150 и 200 мегавати нови фотоволтаични електрани. Исто така верувам дека конечно и тендерот за Чебрен и Галиште ќе заврши успешно, проект кој што ќе трае во наредните 7-8 години, но тоа ќе привлече и други инвестиции пред се во електроенергетскиот сектор. И особено потенцирам дека со гасификацијата на државата апсолутно мора да ја забрзаме со цел да обезбедиме и други начини на грејење во зимските месеци. Генерално, може да заклучиме дека ќе дојде до повеќување на цената на струјата? Генерално постои сериозна можност за зголемување на цената на електричната енергија од 1 јануари. Вие како регулатор, не знам колку можете да ги штитите и веројатно да тоа е вашата работа да ја регулирате цената, колку можете да не штитите нас граѓаните од
условно кажано неодговорното или недомаќинско работење кога е во прашање производство на струја. Ако имавме поголемо производство на струја, ќе имавме помалу увоз и веројатно тоа покачување на цената на струјата ќе беше помало. Например, ние гледаме дека Србија, Бугарија, сите земји кои што се околу нас, значи не купуват толку со струја, иако е енергетска криза во Европа кога се во прашање цените. Но факт е дека кај нас се случува едно неодговорно работење. За жал, регулаторната комисија за енергетика не може да влијае на производната цена и не определува цената не само од 2019 година, во однос на таму каде што можеше да влијаеме за цената за пренос и за дистрибуција на електрична енергија, во однос на трошоците, за прв пат минатата година го замрзнавме бројот на вработувања во МЕПС. Така да одредени нови вработувања не се влезени во цената за пренос на електрична енергија. Инаку да, во Србија обезбедува електрична енергија во поголемиот дел од годината во сопствени потреби, но треба да се знае и дека Електропривреда Србија, која што е најголем снабдувач, во последните неколку месеца цените за индустриските и комерцијалните потрошувачи ги зголеми за речиси 2 пати. Од 2019 до сега, пред да се случи оваа енергетска криза, нашите индустријски потрошувачи и мали потрошувачи, комерцијални потрошувачи, со либерализацијата на електрична енергија, факт е дека си ги намалија своите трошоци за електрична енергија за некаде помеѓу 20 и 30%. Но ова сега што се случува во моментов, за жал никој не можеше да го предвиди и единствена заштита од овакви надворешни влијанија е домашно македонско производство на завидно ниво. Бидејќи така, ќе влијаеме и на домашната економија, а и на заштита на интересите на потрошувачи. Инаку уште еднаш потенцирам, и тоа го кажувам веќе неколку пати, дека се што и стои на располагање на регулаторната комисија за енергетика ќе биде превземено со цел да се избегнат сериозни ценовни шокови. Бислимовски сосема за крај, не очекува тешка зима од она што можам да го приметам и од она што го разговараат регулаторите. Можни се рестрикции од струја? Јас значи не сум приврзаник на рестрикции од струја, поради тоа што како прво ние доколку воведеме рестрикции, ние не можеме да кажеме на копче да кажеме ќе се исклучат само тие. Значи ќе се исклучат потрошувачи од реон, некои си, каде што имаме и потрошувачи кои што се излезени на слободниот пазар на електрична енергија. Тие се снабдувани од снабдувачи кои што увезуваат електрична енергија. Овие снабдувачи кога ја увезуваат електричната енергија, ја плаќаат однапред. И ние доколку им воведеме рестрикции, сосема е логично овие снабдувачи да кажат ние ја плаќаме струјата однапред, без разлика дали ќе се потроши или не, а не можеме да наплатиме од потрошувачите бидејќи ни воведуваат рестрикции. Во тој случај сум сигурен дека снабдувачите ќе ги раскинуваат договорите со нашите домашни потрошувачи и таа електрична енергија наместо во Македонија ќе заврши во друга земја. Така да апсолутно не верувам дека рестрикциите се решение. А реално ли Имаше решение пред 20, пред 30 години, кога беа, да речем, системите затворени и кога не зависа и од увоз, кога немаше либерализација на пазари. Сега е тоа исклучително тешко да се реализира, бидејќи уште повеќе ќе ја влошиме ситуацијата во електроенергетскиот сектор доколку започнеме да размислиме. Добро, благодарам. Беше ова Марко Бислимовски, прав човек на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, кој што повторно е реизбран на функцијата прав човек на европските регулатори. Марко Бислимовски, гостин во студиото.